граделе градска болница, била на старата зграда, и овие, денес, утре, и ја оставиат на старата. Во оваа зграда во месец јуни 1936 година е донесена одлука за стапување на градежните работници во штрајк кој успешно заврши. Поставена табла во 1970 година што сведочи за ова синдикално организирање и успеси на градежните работници. Сега оваа железна конструкција јас ја извлеков од тука, од овај џубре и смет тука. Пред 6 месеци возило за дотур на лекови ја оштетило таблата, ја се скршила и ветиле дека ќе ја поправат. Но како и се останато, очигледно за оваа држава не се битни ни градежните работници, ни синдикатите, и сега ова може секој момент некој да го земе за старо железо, а табла никогаш да не се донесе. После обзнаната и донесувањето на Законот за заштита на државата, Комунистичката партија, односно партиската организација во Скопје премина во илегала. Од тогаш, па се до почетокот на Втората светска војна, политичката дејност на забранетите продолжи да се одвива со ненамалено темпо во рамките на синдикалното организирање. За таа цел, нашата репортажа ја продолжуваме на Синдикалната улица во центарот на Скопје. Се наоѓаме пред работнички дом во Скопје. Со ова зграда управува Сојузот на синдикатите на Македонија, кој што е оформен во 1946 година, додека пак работничкиот дом е изграден во 1958 година, исклучиво преку средства собрани од страна на работниците, преку чланарина и донации. Кон крајот на јануари месец оваа година се појави веста за пресудата донесена од страна на Врховниот суд, каде што се пресудува по предметот Република Северна Македонија против Сојузот на синдикатите на Македонија. Со ова пресуда се одлучува, односно пресудува дека работнички дом не е во собственост на Сојузот на синдикатите на Македонија, туку дека е во собственост на Република Северна Македонија и дека ССМ во најскор можен рок треба да ја напушти оваа зграда. На ова, од раководството на Сојузот на синдикатите на Македонија одговорија дека оваа зграда го преживеала земјотресот од 1963 година во Скопје и на тој начин исто така ќе ги преживее корумпираните и елитни судии. Синдикатите во последните 2 години организираа неколку значајни протести и штрајкови, после кои се постигнаа одредени успеси и придобивки за работниците. Но тие можат да се стопат како восочна свеќа ако работниците не го сватат значењето на историската епоха. Затоа, со каква сериозност се сваќала неопходноста од синдикалното организирање од страна на нашите другари, но 100 години предходно, патот не води на крајот на Синдикалната улица, пред споменикот на најбројната синдикална организација во тоа време – Сдружените работнички синдикати, односно УРСОВите синдикати. Тоа е почетната точка на секој првомајски протест во Скопје, повод да разговараме на повеќе теми со Здравко Савески, редовен колумнист на Гласни идеи и синдикалист. На ова место беа УРСОВите синдикати. Тука се челичеше армијата на поробените, борците за слободата на човекот, визионерите за бескласното општество. Навистина силни зборови напишани на овој споменик, пред кој се собираме секој 1 мај. Многумина го знаат само како локација, дека е блиску до работничкиот дом на Сојузот на синдикатите. Навистина на растојание од 20-30 места имаме 2 значајни спомен обележја, би рекол, за синдикалното движење во Македонија.
Зошто Волку силни зборови, што е значењето на урсовите синдикати? Да, прво да кажеме за локацијата. Работничкиот дом, зградата на Сојузот на синдикатите на Македонија, е во непосредна близина на овој споменик, бидејќи фактички ја продолжувале традицијата за време на социјализмот, градејќи го новиот работнички дом во близина на локацијата каде што е овој споменик, каде што пред Втората светска војна биле седиштето на синдикатите. На него не случајно се напишани големи зборови, силни зборови во кои меѓу другото и синдикалните активисти верувале, бидејќи тие биле борци за идно општество што ќе донеси слобода на човекот. И тоа, за разлика од денес, тие верувале дека поинаков свет е можен и нужен. И се бореле за тоа. Јас сум особено изненаден кога ги читаме некои спомени од тоа време дека фактички им се случила на тогашната социјал-работничка партија, подосна и комунистичка партија, забрана, провали и слично, но меѓу двете светски војни дали замрело со тоа и синдикалното организирање и движење. Она што е важно е човек да има верба, а тие имале вербата, верувале дека може да се изгради подобар свет од капиталистичкиот и тоа им давало сила. Тоа им давало сила не само кога ги пикале в затвор, туку и кога ќе убиеле некој нивни пријател, другар, соборец во борбата, тие да ја продолжат нивната борба, да продолжат каде што овие застанале. Значи во тој период помеѓу двете светски војни, судбината на синдикалното движење во голема мера ја прати судбината на комунистичката партија. Многу често биле забранувани и многу често главните синдикални активисти, организатори на работништвото биле и истакнати комунисти. И во овој период има значителен број на штрајкови кои меѓу другото, значи биле разбивани преку од страна на власта, врзана заедно со капиталистите, кои по нивна наредба им испраќала војска, па дури и полиција, а да не зборуваме и штрајк брехери, значи луѓе, работници кои ги ангажирале да ги заменат работниците кои штрајкуваат за процесот да тече и да биде разбиен штрајкот. Значи може да заклучиме дека она што во некои земји фашистичките режими го правеле, преку употреба на војска, полиција и штрајк брехери, дека и во кралството на Југославија не било тоа и случај. Веројатно и после 6 јануарската диктатура од 29-та година, може би уште со поголеми притисоци се соочиле синдикатите. Дали нешто во врска со тоа? Да, например, во периодот помеѓу двете светски војни било дури типично да се употребува полицијата против штрајкувачите во многу земји, например, особено во Америка, тогаш има голем број на убиства на штрајкувачи од страна на војската, но дури и во Југославија, например, еден од најголемите штрајкови, штрајкот на железничарите во 1920 година, на ниво на цела Југославија, вклучително и во Македонија тогаш се штрајкувало. Моментално имаме историско обележје за тој штрајк на железничките станици во Битола и во Велес, за штрајкот во 1920 година. За време на тој штрајк во Љубљана беа убиени 13 работници. Од 15 април 1920 година, железничарите предводени од нивниот синдикат стапиле во генерален штрајк, мотивирани од тоа што власта се обидела еднострано да воведе привремен правилник со кој укинале одредби од претходниот договор на Сојузот на сообраќајот и транспортните работници на кралството СХС. Цели 2 недели бил запрен трговскиот и патничкиот крвоток од Љубљана до Битола, бидејќи преговорите и делумните штрајкови на синдикатот не го дале посакуваниот резултат,
Повеќе од 50.000 железничари стапиле во генерален штрајк. Најмасовен меѓу двете светски војни и најопасен за монархистичката власт, имајќи во предвид значајноста на железницата во тоа време. Таа што да се штрајкува во тој момент значело не само да се ризикува екзистенцијата, туку често значело и да се ризикува собствениот живот. И уште едно прашање, дали се штрајкувало и во Скопје особено и непосредно пред Втората светска војна? Во смисла, дали неверојатно е дури како, например, била разбивана во многу наврати Покраинскиот комитет на Комунистичката партија, раководство, едно време и раководство немало, нели, Покраинскиот комитет. Дали во тие години, 36-та до 39-та, имало синдикално движење, од кое што подоцна, нели, излегле и првите партизански одреди? Фактички во втората половина на 30-тите години, значи од прилика од 36 до 40 година, цела Македонија била зафатена со големи работнички борби и штрајкови, кои особено биле изразени во Скопје и во Кубаново, но и во Велес и во Битола се штрајкувало. И при тоа, таа нова генерација на комунисти и на синдикални организатори, ние денес ги знаеме како борци во НОБ. Бидејќи тие, кога започна Втората светска војна на територијата на Југославија, тие фактички штрајкувачката борба, синдикалната борба ја замениле со партизанската борба, буквално. И тука ќе ги спомниме, например, Цветан Димов, Орце Николов. Ова не се само народни херои. Ова се носителите на борбата во шивачката индустрија. Например, Раде Јовчевски Корчагин, организатор на работниците во крзарската индустрија. Боро Петрушевски Папучар, организирал штрајкови во чевларската индустрија. Тоа што неговиот прекар е Папучар, кажува дека фактички бил работник и синдикален организатор во таа сфера. Благоје Деспотовски Шовел по партиска задача отиде да работи во монополот, тутунскиот монопол, за да ги организира работниците таму. И да ги спомниме исто така најважните од гледна точка на штрајкувачково движење, металците кои например Коце Стојановски металец, тој исто така бил синдикален организатор, Боте Ботевски, Благоја Давков. Ова се луѓе кои биле дел од првиот партизански одред, Скопскиот партизански одред, кој е формиран 22 август 1941 година. Еве, се наоѓаме на пред градскиот трговски центар. Тука има една плоча која е за Боте Ботевски, кој бил еден од првите 12 партизани што излеголе да се борат во Скопскиот партизански одред на 22 август 1941 година. Само година и 3 месеци од овој датум, Боте Ботевски бил еден од организаторите на еден од најважните штрајкови помеѓу двете светски војни. Значи, на штрајкот во фабриката на Папа Теодоси. 43 дена штрајкувале, имале упади од штрајкбрехери, од полиција, но успеале и издржале, биле единствени и издржале и победиле. После тоа, истите луѓе кои биле синдикални организатори, ние ги памтиме како борци за против окупацијата и партизани.